Почитувани представници на медиумите, добар ден. Петар Шилегов молчи, а Зоран Заев мува не го лази, што неговиот најблизок соработник е поврзан со криење фирми и закупнини. Сомне за перење пари и стекнување на имот и злато од близу 1 милион евра по нејасен и сомнителен пат. Очигледно Зоран Заев соработниците ги бира по својот лик. Прво беше случајот со кириите на Радмила Шекеринска, а сега и кириите на Петар Шилегов. Кога веќе Шилегов ги избегнува прашањето од јавноста за своите сомнителни сделки, еве го прашуваме Зоран Заев, како претседател на СДСМ и негов надреден, да одговори. Дали Зоран Заев мисли дека 130.000 евра за злато се луксус или не се луксус? Дали Зоран Заев мисли дека е нормално просечен човек во Македонија да може да купи уметнички слики од 50.000 евра? Што мисли Заев? Од кај му се на Шилегов парите? Со оглед на фактот што кажува дека златото го стекнал со купопродажен договор. Дали Зоран Заев смета дека лажните кири со кои пари им легнуваат на сметка на Радмила Шекеринска и Петар Шилегов се оправдани? Дали станот на Радмила Шекеринска вреди за кирија од 5.000 евра? И дали во станот на Петар Шилегов може да функционираат 4 фирми? Дали Зоран Заев познава некој друг што за кирија за стан плаќа 5.000 евра и некој друг што има злато од 130.000 евра и го купил со купопродажба? Ова, господине Заев, се прашањата кои остана неодговорени од вашите најблиски соработници. Недозволиво е вие и вашите сопартици да се однесувате арогантно и игнорантски кон јавноста. Секој ден излегуваат матни скандали врзани со највисокото раководство на вашата партија, а вие молчите. Очигледно, вие сте имунекот на вашите соработници. Во СДСМ сте го довели до совршенство моделот на богатење преку сомнителна исплата на кири. Ви благодарам на вниманието.